Сите знаеме дека секоја училница си има свои правила, нели? Некој свој код. Сега, некогаш тој код е непишан, сите само го знаат. Ама денес ќе погледнеме еден многу конкретен, баш документиран код. Сакаме да видиме како точно, чекор по чекор, се создава и одржува редот. И со тоа доаѓаме до главното прашање. Како всушност се одржува ред во една училница? Токму тоа ќе го истражиме денес. Ова што ќе го видите е практично една студија на случај. Ќе поминеме низ еден вистински документ од вистински кабинет по информатика тука во Македонија, за да видиме кои се тие механизми за дисциплина. Па ајде да почнеме. Добро, ама пред да скокнеме директно на правилата, ајде прво да застанеме за момент и да се запрашаме. Зошто воопшто ни е потребен ред? Која е целта позади сето ова? Целта е прилично јасна, нели? Да се има средина за учење што е, функционална, безбедна и секако продуктивна. Замислете си сега. Просторија полна со компјутери, со технологија, без некоја јасна структура, без правила. Многу лесно може да настане хаос, а тој хаос всушност директно ја подкопува самата цел на образованието. Значи, тоа е проблемот. А кое е решението? Ајде да ги видиме правилата на игра. Да видиме што точно е осмислено, за да се создаде и одржи тој толку потребен ред. И веднаш првото правило удира директно во сршта. Времето и подготвеноста. Биди на своето место пред да позвони. Ова е толку важно. Со ова, тонот на дисциплина се поставува уште пред часот официјално да започне. Нема простор за импровизација. Сега, тука станува интересно. Погледнете како кодот се шири. Не е само за личната подготовеност, туку и за физичката безбедност и почита кон целиот простор. Значи, не се работи само за училницата, туку и за ходниците. Ова ни кажува дека системот е замислен да функционира на ниво на целото училиште, не само во 4 ѕида. И логично, приказната продолжува. Не се работи само за тоа како се движиме низ просторот, туку и како се однесуваме кон работите во него. Да не се уништува инвентарот. Сосема јасно. Почитувањето на просторот значи и почитување на алатките за учење, нели? А во кабинет полн со скапа опрема, ова е апсолутно клучно. И еве едно правило кое зборува за нашето време – мобилните телефони. Системот не ја игнорира реалноста, знае дека тие се тука. Но, наместо да ги забрани целосно, поставува многу јасна строга рамка. Да, телефонот може да биде алатка, ама само и само ако е за потребите на часот. Секое друго користење е надвор од правилата. А ова е одличен приказ на основна идеја за сите овие правила. Од една страна, имаме што треба да се прави, да се слуша професорот. Фокус. Од друга страна, што не треба да се прави, да не се зборува со другарот до тебе. Елиминирање на пречките. Значи се работи за еден баланс, се создава простор за учење, со тоа што се отстрануваат работите што го попречуваат тоа учење. Едноставно, а многу ефикасно. И секако сето ова се гради врз еден темел, еден основен кодекс на однесување. Да се биде учтив, да се одржува хигиена, да се слуша тој што зборува. Ова се всушност основните столбови на социјалната почит. Почит кон наставниците, почит кон просторот и најважно, почит еден кон друг. Без оваа основа, сите други правила едноставно би се срушиле. Добро, ги видовме правилата. Ама правила без последици се само предлози, нели? Затоа, сега преминуваме на делот кој на целиот систем му дава тежина. Системот на последици. И тука, работите стануваат малку посериозни. Клучната работа тука е ова. Професорот е тој што избира казна, ама не може да измисли нешто на лице место. Изборот е од претходно дефинирана, јасна листа. Значи има флексибилност, но во рамки на еден транспарентен систем. Нема изненадувања. Сите знаат кои се правилата на игра и кои се последиците ако тие се прекршат. Ајде сега да ја погледнеме оваа скала на ескалација. Ова е многу интересно. Се почнува од најниското скалило – извинување. Едноставен чин на признавање грешка. Ако тоа не е доволно, одиме нагоре. Испрашување на материјалот, па потоа намалување на оцена, па отстранување од час. И на крај, на врвот, имаме конзултации со стручна служба, па дури и формални дисциплински мерки. Системот е јасно скалест, што значи дека реагира различно на различни прегршоци. Не е секоја грешка иста. Добро, поминавме низ правилата, поминавме низ последиците,
Ајде сега да направиме чекор на назад и да се запрашаме. Што всушност учиме од сето ова? Што ни кажува овој детален систем за вредностите на самата институција? Кога ќе се сведе се на наједноставно ниво, излегуваат на површина 4 клучни вредности. На прво место, дисциплина и точност. Потоа, почит и кон луѓето и кон имотот. Трето, фокусирано внимание на задачата. И четврто, јасна одговорност за своите постапки. Секој едно правило, секоја една казна што ја видовме, служи за да зајакне барем една од овие вредности. Тоа е, така да кажеме, кодот што се крие зад кодот. И за самиот крај, би сакал да оставам едно отворено прашање. Прашање за размислување. Дали ваквите детални, строги правила навистина потикнуваат вистинска внатрешна одговорност или можеби само наметнуваат послушност, страф од казна? Веројатно одговорот не е црно-бел, но самото прашање е клучно ако сакаме да разбереме која е подлабоката цел на образованието.